Околу 100 правачиња во Штип испарија. Заврши мајскиот уписен рок, но со запишани 100 ученици помалку од лани, кога бројката надминувала и 400 правоодделенци. Ги има во матичната евиденција, но не и на списокот на запишани во училиштата. На територијата на општина Штип се запишани вкупно 326 ученика во 5 основни општински училишта. Меѓутоа се надеваме дека, како што кажав, во август ќе дојдат и дечиња кои што не биле досега запишани, да се пополни бројката, односно да се зголеми овој број. Штип не е единствената општина од истокот каде секоја година се намалува бројот на правачиња. Ситуацијата е слична и во останатите градови во овој дел од државата, а намален број на запишани правоодделенци има и во кочанските основни училишта, каде споредбено со запишани правачиња од пред 10 години, бројката е помала за 20%. Во нашето училиште спрема реорганизација се планира некаде околу 62-3 деца или ученици. Доставени се и на сите уредно поканите. Меѓутоа, за жал, каде во сите училишта и кај нас имаме многу поврат на пратките што се доставени до семејствата со ученици. Но, за разлика од поголемите градови, ситуацијата во руралните средини на истокот пак влева надеж. Таму е забележано благо зголемување на бројката на запишани правоодделенци. За разлика од претходната година имаме повеќе правачиња запишани. Кај нас, за разлика од училиштата кои се наоѓаат во градот, таа пракса е помала, бидејќи единствен недостаток е тоа што немаме целодневна настава. Меѓутоа, сепак генерално учениците си остануваат да се учат во нашето училиште. Се работи за вкупна бројка околу 40 правачиња кои што за прв пат ќе го започнат своето образование во училиштата на територија на општина Карбинци. Општина Карбинци има 9 подрачни училишта во 9 населени места и централното училиште во село Карбинци до 9 оделение. Во останатите градови од истокот бројот на запишани правачиња се намалува. Односно во Берово има 20 правачиња помалку од лани. Во Делчево се пријавени 13 помалку од минатата година, а во Виница бројот на запишани правачиња е идентичен како ланскиот. За родителите кои нема да ги запишат децата во прво одделение, законот предвидува казни, а низ годините наназад праксата покажува дека најмалку 10 паралелки годишно, наместо во Македонија, прв пат во училишните клупи седнуваат во странство.